Затоа еден ден пегамбер салаллаху алейхи ве селем му рече на Убей ибн Кааб радијаллаху анху: "Я Убей, я Аба Мунзир, أي آية من كتاب الله معك أعظم." هذا صحيح. Мороче: "О Еба Мунзире, кој ајет е највозвишен кај тебе од Аллаховата книга?" Кој викаме највозвишен, најголем, аъзам, голем. Никој пат во вера не се вика голем човек оној што има 200 кила. Ниту голем човек оној што е... Секој пат големина значи квалитет. Што вели пегамбер селем: "Иннаху лајати јаумил क़ијаме", вика че дојде човек на судниот ден тежок, голем, дебел, а кај Аллах не тежи николку крило од комарец. Не влечи кај Аллах ти колку си дебел. Кај Аллах колку ти е тежок имано твој. Еба Мунзир му рече: "Аллаху ва расулуху а'лам." Види асхаб. Че ја најпоче гледа секој дерс ахлак. Тоа е многу важно. Рече: "Аллах и неговиот пегамбер најдобро знаат." Ти колку да читаш, ти не можеш да сватиш како оној што е од таа гранка. Кажаме, вера че зборува оџа, оној што е надлежен, оној што има одговорност пред Аллах. Судија ќе одговара оној што е во суд. Доктор ќе одговара оној што е во медицина. Секој ќе одговара во секоја гранка. Не можеш да бидеш ти мајстор, плочкар, ќе кажеш за вера. Субханаллах. Ти можеш да речеш: "Прочитав, слушнав, мислам", ама судот, одлуката ќе донесе стручното лице. И тогаш нема да има проблем во вера. Ниту во бизнис, ниту во економија. Меѓутоа, асхабот Еба Мунзир или Убей ибн Кааб вели: "Аллах најдобро знае и пегамберот." Тоа е култура. Тоа е култура на однесување. Рече: "Ја Еба Мунзир, етедри, о Еба Мунзир, дали знаеш кој ајет е највозвишен во Аллаховата книга?" Рече: "Ајетул Курси. Аллаху ла илла хуа ал-хајюл кајјум." Рече: ајетот на пиедесталот. Ајетот на пиедестал, на највисокиот ранг. Тоа е: "Аллаху ла илла илла хуа ал-хајюл кајјум." Аллах нема друг Бог освен него. Ал-хај, живиот, ал-кајјум, постојаниот. Ова е највозвишен ајет во Аллахова книга. Се наоѓа во сура Бекара 255 ајет. Зошто е важен овој ајет? Зошто? Зошто е толку голем? Прво, започнува со Аллахово име и завршува со Аллахово име. Во него директно и индиректно има 17 имења на Аллах. Директно и индиректно. Овој ајет 255 ми викаме дома, тоа е ајет од сура Бекара. Е ајет кој те штити од секакво зло. И е гаранција да влезеш во џеннет. А колку од нас го знаеме? А колку не го знаеме? Вели пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, го бележи Несаи во џамаа и голем број научници: "Мен қара ајател курси дубура кулла сала, лем јамнаху мин духулил џенна илла ан јамут." Кој после намаз, на крајот од намаз, го проучи ајатул курси, Аллаху ла илла хуа ал-хајюл кајјум, не го спречува од влегување во џеннет освен смрт. Значи, умираш, одиш во џеннет. Многу големо, не е големо. Не, валлахи, не е големо. Ништо не е големо. Како можеш да научиш све од дуњава? Цел ден со телефон. Стави слушалки, пушти на YouTube, ајатул курси, слушај го, ќе видиш за 3 дена ќе научиш. Па може и за 1 ден, ако малце. Зошто? Што ти вели пегамбер алейхи селам? Кој после на крајот од намаз? Во друго предание вика баде салатен мактуб, после пропишаниот намаз, го проучи ајатул курси, не го спречува од влез во џеннет, освен смрт. Значи умираш, одиш во џеннет. Ево ти гаранција. Го знаеш ајатул курси? Аллаху ла илла хуа ал-хајюл кајјум. Не викам Аллаху ла.
Зашто многу луѓе грешат, а не се свесни. Ако речеш Аллаху ла илаха, Аллах нема друг Бог. Аллаху ла, Аллах нема. Гледаш? Аллаху ла, Аллах нема. Тој би араби излегуваш од дин, од вера. Затоа пази, слушај, внимавај. Аллаху ла илаха илла хуа ал-хајюл кајюм.